небеско сонлива песна, ке долета мирис на треша, кога пролет ке расцути в поле, една треша што мене ме чека. Кога Добар ден, драги мои, ви веламе од Крушево. А кога ќе се спомне градот Крушево, не асоцира се разбира на Тоше Проевски. По повод неговиот роден на 25 јануари да беше жив ке наполнеше 39 години. Во негова чест сакам оваа емисија да му ја посветам токму него. Позади мене е спомен куќата на нашиот Тоше, внатре не чека директор на фондацијата Тоше Проевски од Крушево, директорот Андреј Николовски, каде ќе ни открие некои случаи, интересни случаи од диството на нашиот Тоше кои што досега се разбира, не сме ги слушнале, а исто така внатре, сигурно сте ја посетиле спомен куќата на Тоше, внатре ги има неговите лични работи, неговите музички цедиња, неговите награди, исто така дневната соба каде што тој често одмарал. Внатре секако ќе ги слушнете неговите песни кои што тој не ги остави, нотите кои што се една наша молитва и кои што секогаш ќе се пеат. Затоа како што кажа, во негова чест сакам оваа емисија да му ја посветам токму нему за Тоше кој што е непреболен и единствен. Оној кој што не научи дека љубовта нема граници, оној кој што не сакаше тажни лица, затоа што денес колку и да боли, да му испратиме насмевка и да сакам неговата приказна да ја доловам до вас, затоа да се посетиме за миг за нашиот Тоше. Затоа следниве неколку минути уживајте со почетоците на Тоше, хуманоста, исто така и разговорите. Mirno, bez da se srami. Драги гледачи, еве не и внатре во спомен куќата на Тоше Проевски, како што и ви кажав, овде не очекува директорот на фондацијата Тоше Проевски Андреј Николовски, а воедно и негов прв братучет. Андреј, добар ден и пред се сакам да се заблагодарам за што не повика да бидеме гости денес кај вас и што ја прифати веднаш мојата понуда без двумење и ти благодарам што си дел од мојот план за реализирање на оваа емисија да му ја посветам на Тоше Проевски. Како си? Добро, еве една благодарност и за вас што изразивте желба и што добивте инспирација баш за роденденот за Тоше да направите една мини репортажа во која што ќе можат неговите фанови повторно да се потсетат на неговиот лик и дело. Така, рековме дека денес нема да тажиме, нема да имаме тажни лица, бидејќи Тоше сакаше само насмевки. Кажи ми, Андре, како помина вашето детство со Тоше? Како дете, каков беше Тоше? Каков беше Тоше? Многу работи се кажани, меѓутоа остана и многу работи кои што треба да се докажат. Имајќи предвид дека генерацијски сме доста блиску, Тоше е роден 81 година, јас сум 82 година, така да имавме доста прилика заедно да бидеме често и заедно да се дружиме, исто така во основно оделение и заедно да ги поминеме и школските денови. Уште од самата рана детска возраст, забележително беше дека Тоше има нешто посебно во себе, нешто што зрачи, некоја посебна харизма во неговите накосени очина и уште на многу мала возраст почна да ги покажува своите музички афинитети. Тука најпрво би го спомнал неговите први чекори во музиката со неговиот ментор, сега веќе починат, Христо Христоски Мулар, кој што кај него ја виде, ја препозна тој негов талент и се обиде на некој начин да го упати во тие музички води. Така, каков ученик беше Тоше? Ќе имате прилика да погледнете и во музеот, тука се експонирани, како експонати ги имаме и неговите автентични свидетелства, ученички книжки. Тоше беше одличен ученик. Математиката му беше малку послаба страна, меѓутоа
останатите предмети по сите добиваше петка. Добро, секако се трудиш и за математика. Да, во секој случај да. А каде најмногу се собиравте? Од оваа гледна точка и доста време секако помина, меѓутоа се сеќавам на многу детски игри кои што на некој начин беа актуелни во Крушево во тој период. Сигурно биле актуелни во другите места. Немаше ова денес како што прават малите деца, нели, овие современи И некои игри да бидат заборавени. Така, најчесто тука беше криенка, игравме доста фудбал, игравме доста одбојка, која што во наредниот период ќе се покаже дека е еден од неговите омилени спортови. Често игравме криенка низ крушевските сокаци, бидејќи тука е многу интересно за играње криенка, тесни сокачина и тие беа некои така поинтересни игри што ги игравме. Така, дали Тоше сакаше да зборува за своите девојки? Јавноста знае дека прва љубов на Тоше беше Благица. Колку така сакаше да зборува, да споделува за... И самите сте сведоци дека горе-долу Тоше успеваше тој приватен живот да го зачува за себе. Во куларите, по медиумите, нели, често се пикантери се споменува за неговиот љубовен живот, меѓутоа Тоше мислам дека успеа својата приватност да ја раздели од јавниот живот, тоест од неговата музичка кариера и на некој начин да ги заштити своите партнерки во секој случај. Така, знаеме дека Тоше беше љубител на брзи коли. Освен брзите коли, што најмногу сакаше? Знаеме дека, еве спомнавме и за одбојка. Секако Тоше беше голем љубител на колите. Убаво се сеќавам дека 2006 година си нарача буба, тогаш беа доста актуелни, и порача една посебна боја за која што требаше да чека 2 до 3 месеци за да ја направа таа специјална боја, да ја наречам. И во тие 2-3 месеци убаво се сеќавам дека скоро секоја втора реченица беше поврзана со колата, беше нетрпелив да стигне секако. Така. Дали беше свесен за неговата популарност? Како се однесуваше тој кога доаѓаше овде во Крушево? Дали сакаше да зборува за популарноста? Знаеме дека и на последното интервју беше рекол дека сето тоа малку и му смета, бидејќи не може да оди на некои места кои што тој сака да ги посети. Како да ви кажам, ние сега нажалост, после трагичната несреќа, осознаваме каков лик беше Тоше, колку беше популарен и колку побудуваше емоции кај сите. Меѓутоа, јас лично имам едно малку поинакво чувство. Се разбира, бидејќи бевме и често заедно, бидејќи бевме и роднини, значи кога ќе дојдеше Тоше во Крушево, тоа во последните 2006-2007 година беше доста често, очигледно беше дека постои некаков замор кај него и дека сакаше малку да се оттргне од сите тие ангажмани на музички план и едноставно да се врати на она првичното, на она другарството што го имал уште од кога не бил популарен, и тоа беше забележително кај него. Во секој случај и останати, значи сега негови фанови што доаѓаат, кажуваат за неговата скромност, за неговата пристапност. Имаше тука во центарот на градот едно одбојкарско игралиште летно. Многу често игравме одбојка таму. Се сеќавам дека во летен период, баш во периодот за август, кога Крушево е доста посетено од туристи, ќе дојдеа дечина мали со нивните мајки, ќе се сликаа, значи никого не одбиваше Тоше. Значи буквално со сите ќе застанеше, ќе се сликаше, да си понесат спомен, ќе ги бакнеше дечината. Значи неопишливо. Тој секогаш наоѓаше време за неговото семејство и неговите пријатели, како што и тој самиот изјавуваше. Дали се слушавте кога тој беше надвор од државата?
Значи многу често, нели со како што се развиваше технологијата, нели SMS пораки, мобилни телефони, многу често се слушавме. Во последниот период имаше доста ангажмани и неговата релација често беше Лондон. Значи со снимањето на англискиот албум, доста ангажман и труд беше вложен од негова страна, заедно со менаџерскиот тим. Имаше навика, бидејќи беше и многу мала временската разлика со Лондон, само 1 час, ако не се лажам, сме разлика, и често знаеше да напиши касно во ноќта SMS порака и Да те изненади. Да ме изненади и да ми каже дека за 2-3 дена доаѓа во Крушево и да се спремаме дека ќе дојде и дека ќе играме кантер и одбојка. Така, тој си имал план. Како Тоше ги одбележуваше неговите родендени? Знаме да беше жив, ќе наполнеше 39 години, но еве, за жал, како тој ги одбележуваше неговите родендени? Како ги одбележуваше неговите? Се сеќавам уште кога бевме мали, нели, кога се собираше поблиската фамилија на некој начин, ми имаат останато некои сеќавања во неговата семејна куќа, со неговите родители, со неговата сестра, јас, мојата сестра, нели како што почна подоцна кариерата, неговите ангажмани и се повеќе и повеќе, дури нажалост за некој негов роден ден тој не беше ни присутен во Македонија, така да на некој начин ќе си честитавме по телефон, па наредниот пат кога ќе се видевме, Ќе се соберавте? најчесто во Планет ќе седневме и ќе се почастевме, ќе не почастеше за роден ден. Така, Тоше никогаш не зборуваше за хуманоста, поснато дознавме колку тој дела направил. Дали ти би издвоил некој од нив? Значи, не сум сигурен дека би можел да издвојам некоја, бидејќи Тоше многу ретко зборуваше за таа негова страна. Повеќе веруваше во тоа дека човек треба да повеќе да направи, а не повеќе да зборува. Ние, еве и после 10-11 години од неговата трагична смрт, добиваме информации, доаѓаат луѓе, се каде Тоше помогнал и каде донирал на оние на кои им е најпотребно, на оние на кои им е најтешко. Последен случај беше, имавме гости од Босна и кажаа дека Тоше донирал за изградба на некоја џамија во Босна и Херцеговина. Тоа така е како интересен момент што мислам дека не го знае јавноста. Која беше вашата последна средба? Што тогаш ти кажа? Нашата последна средба, последниот викенд додека беше во Крушево, ние имавме надпревар тука, веќе Тоше беше капитен на екипата Синалко. Убаво се сеќавам дека беше сабота и дека игравме со екипата на Пробиштип и Тоше беше капитен и влезе да поигра неколку поени и си го удри коленцето. После бевме во една тука локална пицерија, бевме со менаџерскиот тим на Синалко, имавме малку разговори и се пожали дека си го удри коленцето. Наредниот ден, убаво се сеќавам, дека одлучивме да излеземе вечерта во Планет и да одиме на кантер. А тоа собирање на кантер ни беше како уште да сме мали деца, останувавме до 4 до 5 сабајле. Така, муабет. Да. А веќе наредниот ден мораше да замини. Се сеќавам убаво дека наредниот ден ми пиша порака дека мора да замини за Скопје, па потоа за Хрватска, бидејќи планирано е снимање некое за Игри без граници. И потоа и се слушнавме и осети во неговиот глас дека на некој начин му представува тегоба тоа што мора да замени. Дека има некое пречувство. Да, дека има некое пречувство, дека има некоја тегоба и дека многу да не сакаше сака да да остане уште во Крушево, да. Така. Кажете ми, дали ние се уште го почитуваме делото и ликот на Тоше или можеме многу повеќе да направиме? Да ви кажам наискрено, јас мислам дека можеме многу повеќе. Обично и кај нас тука,
обично дознаваме колку еден човек вреди откако повеќе не е со нас. Нажалост, мислам дека таков е случајот и со Тоше. Ние во фондацијата, фондацијата која што го носи неговото име, се трудиме на достоен начин да го зачуваме неговиот лик и дело, секако првенствено тука на музички план. Меѓутоа и онај момент кој што Тоше го имаше во себе, неговата хуманост, неговиот спортски дух, и се трудиме тоа да го пренесеме и на наредните поколенија кои што немале можност да живеат во времето на Тоше. Да го представиме во најдобро светло како што и тој заслужуваше. Кои се активностите кои се предвидени во сабота за 39-тиот роден ден? Значи, во сабота, точно Тоше би наполнил 39 години, после отварањето на спомен куќата во 2011 година, ние заедно секако како фондација, заедно со спомен куќата на Тоше, оваа година и со поддршка на општина Крушево, организираме пригодна манифестација со која што ќе се обележи неговиот роден ден. Секако тука имаме е поделена во неколку етапи. Тука, значи, би споменал дека ќе има некоја ликовна изложба. Исто така ќе бидат присутни тука учениците од основното училиште Никола Карев, од средното училиште, кои што ќе имаат своји точки, литературно читање. Исто така имаме од Битола перспективна пејачка, која што ќе не подсети на хитовите на Тоше. На Тоше. Како што кажавме, да бидеме и ние со насмев, како што тој самиот сакаше. Андреј, кој најубав спомен ќе ти остане од Тоше? Не знам дали би можел да издвојам некој. Многу се, меѓутоа деве би споделил еден момент кога одлучи Тоше. Бевме тука во Крушево, имаше некоја работа во Скопје, мораше итно да замени и кажа дека јас и уште неколку другари да му правиме друштво, ќе се вратиме Крушево, ама неколку сати да поминиме во Скопје. Се сеќавам тогаш, поминавме во неговиот дом во Злокуќани и вика, јас морам да одам, имам 2-3 сати работа, еве ќе ви го оставам клучот, а тука имате и едно езерце, имате и еден базен. Вика, таму поминете го времето, меѓутоа ние свативме дека немаме со нас купачи за во базенот, па шуркавме кај Тоше низ гардероберите, за да најдеме некоја прикладна облека, за да одиме да се искапиме во базенот. Добре, еве еден од спомените кои што ќе ти остана во сеќавање. Како ти го чуваш Тоше од забор? Да ви кажам искрено, некои моменти си ги чувам само за себе. Мислам дека можем и да си го дозволам тоа. Некои моменти кои што ги имавме заеднички, не сакам да ги споделувам со никој, ќе ги чувам за мојата интимност. Меѓутоа се трудам колку што можам да го продолжам неговиот лик, неговото дело. Пред се за она каков човек беше и каков аманет ни остави. Да се сакаме меѓу себе и да шириме љубов и да помагаме на тие на кои што им е најпотребно. Така, Андреја, сакам уште еднаш да ти се заблагодарам за одвоеното време. Се надевам дека со овој разговор допревме до нашиве гледачи, но ние помладите им кажавме каков навистина беше Тоше Проевски, а но ние постарите им ги подсетивме на делото и ликот на Тоше. Тоше, како што знаеме и сите, имаше љубов за сите, како знаеме дека знаеше да ги сака сите и неговите 3 зборови сакам сите. Ќе се трудиме сите да го зачуваме споменот од Тоше и се надевам дека допревме до нашиве гледачи. Ти благодарам уште еднаш за што ми помогна и да бидеш дел од мојата емисија во чест на Тоше. Благодарам и јас и јас сакам да ви се заблагодарам што еве и вие на некој начин допринесувате да го продолжиме неговиот лик и дело. Да те повика, ништо не
камоли кад темно е тајно моја во душа светат вери се што имав заложив да ти пеам под пенџери. На неколку дена пред роденденот на Тоше, како се подготвувате вие како установа да го одбележите? Пред се ви благодарам за вашата покана, ви благодарам и ја поздравувам вашата идеја и желба за еден ваков прилог. Добре ни дојдовте, ние често сте наши гости, да ги поздравам вашите гледачи. А иначе на неколку дена од пред одбележувањето на роденденот на Тоше, ние веќе од самиот почеток од отварањето на спомен куќата, некои позначајни јубилеи, датуми ги достојно ги одбележуваме. Така и ова година го одбележуваме роденденот на Тоше во сабота на 25 јануари со пригодна програма која што веќе подолг временски период ја приготвувавме уназад. Од една причина тоа го правиме затоа што пред се да треба му се оддаде почит на човекот кој што не задолжи на некој начин, на човекот кој што покажа како треба да изгледа една комплетна личност, една личност која што е пред се професионалец, беше професионалец во својата работа, композитор, пејач, изведувач, но пред се беше човек, хуманист, верник, кој што ни покажа како треба да ги вреднуваме некои семени, морални, етички вредности и принципи, и тоа мислам дека е заложбата за нас и тоа е едно наследство кое што ние треба да го негуваме и треба да се гордееме, нели, со тоа. Спомен куќата, мисијата на спомен куќата е да се зачува и да се продолжи ликот и делото на Тодор Проевски, и во таа мисија и во таа насока ние се трудиме на што е можно под достоинствен, репрезентативен, представителен начин да му дадеме чест, почит и да го промовираме и популаризираме ова место, односно спомен куќата, која е фактички место кое што е направено во негова чест, место каде што е представена симбиоза на сите негови предмети, награди, се она што ние го фаќаме во музеот, но многу е побитен и оној моментот, она енергија која што се чувствува, на духовност која што се чувствува тука во музеот, и тоа може да се види најлесно по лицата на посетителите кои што кога ќе излезат од музеот, верувајте, на лицето експресијата зборува многу повеќе и од зборовите, нели, кои што ќе ги кажеме. Над 650.000 посетители од денот на отварањето, нешто и повеќе од тоа, со оглед на тоа што дека сме релативно млада установа, се гордееме со тој податок и со тој факт, од кои над 30% од посетителите се странци. Тоа докажува дека Тоше не само што остави трак и белег во нашата земја, него тоа го направи надвор од нашите земја, промовира пред се нашата држава, но и го промовира Крушево. Спомен куќата е место каде што цела таа енергија тука се вклопува. Крушево се подготвува за, односно спомен куќата се подготвува за достојно одбележување на денот на неговиот роден ден, така да на 25 во сабота ние имаме богата програма. Ова е нека биде еден апел до вашите гледачи, но и до сите фанови, туристи да повелат, да дојдат и да го проследат настаните кои што следат во сабота. Започнуваме традиционално со крводарителска акција. Знаете самиот, Тоше беше заштитно лице на тие крводарителски акции, да ја покажеме хуманата страна како што беше и тој. Значи, почнуваме со крводарителска акција која што ќе биде во текот на целиот ден. Подоцна имаме полагање на цвеќе на неговиот вечно почивалиште, и целата манифестација потоа се префрлува во спомен куќата тука.
каде што деца од основното и од средното училиште, односно од Никола Карев од Крушево и од Наумовски Борче, ќе се вклучат децата со своји перформанси, односно со ликовни и поетски дружења, односно рецитирања, рецитали. Подоцна имаме изложба на група на ракотворци во најразлични техники, во срма, мозаици од песок и така натам, покрај нивните мотиви кои што ги цртат, ги отсликуваат на делата, како тема ќе им биде исто така и мотивите од спомен куќата и од Тодор Проески. Сара Ристевска и Габриела Андоновска ќе имат свој перформанс, кој што за прв пат оваа година едни изворедни вокали, за да на крајот од тој официјален дел уникат бенд од Битола, едни млади дечки кои што пленат со својот начин на интерпретација и со нивната креативност и начинот на преработка на песните на Тоше звучат величенствено. Ќе имаме можност да ги чуеме исто така нив. Ова прилика ќе искористам да се заблагодарам до градоначалникот на општина Крушево, до господинот Томе Христовски, кој што ни даде огромна помош и поддршка, исто така на директорите на основните и на средното училиште, кој што еве како индивидуи ние седнавме и разговаравме за идејата за обележување на настанот, како индивидуи се собравме за остварување на една колективна идеја, да се препознае добрата мисла и да се одбележи нешто кое што за Крушево значи многу. Во продолжение на денот, на 25-ти, група на поетеси, на автори од Скопје ќе имат своји ликовни изложби, но и поетски читања, како и перформанси на група на дечиња. Тука исто така во спомен куќата. Во оваа пригода да го поздравам господинот Никола Саздовски, со кого го разговаравме, тоа и го договоривме. И така да ќе има целодневна богата програма која што ќе може да се проследи и деновите кои што следат ќе имаме уште неколку музички и поетски перформанси и настани кои што ќе се случуваат тука и ќе биде доста, мислам, интересно за сите посетители туристи кои што ги имаме. Исто така на денот на роден денот имаме една традиција во спомен куќа каде што менуваме дел од поставките. Ова година преку проекти од кои што се во склоп на годишната програма кој што ги финансира Министерството за култура, направивме реплика на костимот кој што Тоше го носеше на Евровизија и ќе биде изложен и тој ќе биде нешто ново кое што ќе можат посетителите да го видат. Повторно, да пројавиме една љубопитност, да дојдите да не посетите, вие гледачите и сите пред малите екрани и една покана да ни бидете наши гости. Имаме над 350 експонати изложени, уште толку кои што ги чуваме во нашето депо, затоа ви ја кажав ова традиција која што ги имаме денот на неговиот роден ден, каде менуваме дел од поставките од она се што го имаме. Го изложуваме она што е најкарактеристичното за Тоше, она што е најпрепознатливото, она што најчесто сме го гледале на ТВ емисии, на гостувања на концерти така натаму и луѓето го препознаваат. Ова го носеше на таа емисија или ова го носеше на тој концерт и нас ни е тоа и дел од таа мисија да малце да можеби да завириме и во делот на меморијата кај луѓето да се присетат и да видиме колку и како оставил Тоше трак и белег. Тоа нас ни импонира ради резултатите како фидбек она што го добиваме, затоа што е стварно зачудувачки колку луѓето се сеќаваат, колку го паметат Тоше и колку го пратат се уште. Неговите песни, доколку изгуглате на YouTube и по социјалните мрежи, по интернет платформите, ќе видите дека има песни кои што се вбројуваат со најголем број на прегледи. И сето тоа докажува за неговата величина. Крушево од ланската година е влезено во програмата за основните училишта, каде што ги посетуваат знаменитостите тука во Крушево, значи покрај големите историски моменти кои што и музеи и локалитети кои што ги има тука, но исто така и спомен куќата е влезен и со тоа доста дечиња од многу мала возраст доаѓаат туа, иако на што го кажавте вие не биле ни родени додека Тоше бил жив, но
веруете, тие ги знаат сите песни, ги пеат заедно, пошто можете да слушнете во позадина постојано одат песните на Тоше. И тие ги знаат тие. Но интересен е фактор што идат и доста возрастни луѓе од повозрастната генерација кои што ги паметат неговите настапи, неговите песни, неговите гостувања и сето тоа кај нас предизвикува со воодушевување. Знаете, секој ден ние го врвиме музеот заедно со вработените со целиот тим по не знам по колку пати. Секој ден и секое наредно врвење во музеот ние откриваме парче, делче кое е како едно парче од мозаикот наречен животот на Тодор Проевски. Стално нешто забележуваме плюс што не сме го забележале. А верувајте, денот го врвиме по не знам по колку пати во музеот. И таа приказна, таа сложувалка која што е наречена животот на Тодор и животниот пат на Тодор Проевски, сето се надополнува баш со тие посетители од 7 до 77 години. Клише, но сепак факт кој што е потврден тука кај нас. И на крај неколку зборови за самиот објект, импозантно здание. Импозантен објект, се сложувам со вас, кој што гордо стои во славното Крушево, а објект кој што гледано дозгоро од тича перспектива е во форма на крст. Е изграден претежно од стакла и од бетон. Несомнено е тоа така, сето и тоа има своја символика. Стаклото, иако кршливо, но сепак толку цврсто, можете да забележите, мостовите ни се од стакло, скалите ни се од стакло, ние газиме по нив секој ден. Иако стаклото како елемент викаме кршливо, но сепак доволно силно, јако и издржливо. Бетонот е нешто јако, основа, стабилна, нешто што го има и што го постои. Исто како она што го имаше болјата на Тоше, работата, издржливоста, водата. Значи, околу цел музеј имаме базени со вода, кој што водата е како неопходен символ за живот, но нешто што представува чистината и љубавината на животот. 2011 година во над 1000 во конкуренција од над 1000 проекти во Барселона добива награда за најдобро архитектонско здание. Сето ова што го гледате тука се реализира во Крушево. Ние сме горди на тоа, со гордо си го кажуваме. Музеј е национална установа која што плени со својата големина, со својата просторност, но и со архитектонската изведба и градба и со целата поставеност во самиот музеј. Како се движите низ него во музеот, можете да забележите и необичната градба и секој дел внатре си има своја символика, е поврзана со животот и делото на Тоше. Ехо се врати пак в душа, убава песна не сака баш секој и на слава и камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови сосем мирно, без да се срами. Не небо ова што ви нудат, не сонцето злато што свети. Ако можат, би го продале Бога, а нив само еден ќе им суди. Што е тоа во луѓето тажно, да живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови сосем мирно и без да се срами. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови сосем мирно и без да се срами.
Изградбата на вечното почивалиште на Тоше започна некаде кон крајот на 2019 година и истото се очекува да заврши до јуни 2020 година. Оваа година, според идејното решение, овој гробно место има голема символика во себе, односно според тоа пред се во основата на самото гробно место е крстот, кој што отсликува религиозноста на нашиот сограѓанин Тоше Проески. Потоа гробното место ќе биде како на три нивоа, односно тоа ги отсликува патот на душата, односно од човек па се до патот понатаму. И исто така ќе означува ова гробно место, ќе означува на многу добро позната положба на телото на Тоше со отворени раце, кој што исто така уште еден символ на кој што ќе прикажува гробното место. Средствата се одделени од владата на Република Северна Македонија и одделени се 10 милиони денари. Сето морам да напоменам дека сето ова изградба од идејно решение па се до крајна имплементација и реализација е во согласност и во постојана комуникација со семејството на Тоше Проески за конечно после веќе 13 години од неговата трагична смрт да добие достојно почивалиште. Како што и самите гледате сега во тек се тие армирано бетонски работи, да кажем надворешноста, потоа ќе се пристапи кон внатрешно уредување, така што сето тоа ќе биде во символ на сето она што Тоше го правеше дури беше жив. Денешната посета на Крушево искористуваме да презбориме и за спортскиот дел. До мене е Андре Николовски, на кого сум безгранно благодарен што не удостои во овие времиња. И сакам едноставно да запрашам кои се спортските релации пред се на Крушево и на Штип, а подоцна ќе се сврнеме и на оној необходен дел во кој што своје учество имаше и Тоше Проески. За почеток еве за спортските релации Крушево-Штип. Не се многу чести овие случаи кога имаме гости да поразговараме на овој спортски план. Јас лично во спортските води запливав уште од 2007 година. Повеќе како на некој начин како дополна и како поддршка на еден проект кој што се уште живее, а го започна нашиот сограѓанин Тоше Проески. Тоа беше формирањето на одбојкарскиот клуб Синалко во 2007 година. Значи, Крушево има долга традиција на одбојката. Секако тука е одбојкарскиот клуб Нико Доага, кој што се надпреваруваше и во сојузните лиги на бившата република. И од тука на некој начин се влечи сето тоа патешествие кој што успеа Тоше и да го продолжи. Соработката, бидејќи веќе спомнавте, соработката посебно со одбојкарските клубови и машки и женски во Штип е одлична и на презадоволително ниво. Спортските работници од Штип, кои што се и наши големи пријатели, поддржувачи, и комуникацијата со нив на некој начин е дури и секојдневна. Во изминатиот период, значи тука би ги споменал екипите на Мавис, Младост, секако наследникот на Мавис, со кој што на спортските терени секако водевме изедначена битка, поразениот секогаш, како викаат поана старата, има право да се лути, меѓутоа многу често и ние бевме поразени и Младост, односно наследникот Мавис, а меѓутоа нашите релации и ден денеска остануваат на многу високо ниво. Знам дека вие рекоте пред малку и Тоше Проески настапуваше за одбојкарскиот клуб. Беше Нико Доага во криза после 2-3 години и ми се чини дека на негова иницијатива дојде до спонзорство на фирмата Синалко, која е благодарна за повторна ренесанса на одбојката во Крушево. Тоше имаше доаѓано во Штип и ми се чини дека тој внесе една нова живост во одбојката, едноставно како се сака клубот и како се продолжува една традиција која застара со Нико Доага.
Токму така, по згаснувањето на тутунскиот комбинат во Крушево Нико Доага 2001-2002 година престана да постои и одбојкарскиот клуб. 5 години после замрувањето на Нико Доага, прв иницијатор на продолжување на одбојкарската традиција беше токму Тоше Проески, кој што беше и заљубен на некој начин во овој спорт. На негова иницијатива, секако со поддршка на неговите верни спонзори, Кожувчанка од Кавадарци, се формира нов одбојкарски клуб, кој во тоа време, 2007 година, почна да настапува и во втората одбојкарска лига, во државното првенство на Република Македонија. Се сеќавам уште тогаш, значи на првиот надпревар, кој што непосредно се одигра пред трагичниот настан, кој што се случи во Хрватска, пред сообраќајната несреќа. Тоше беше капитен на тој надпревар. Дури изигра неколку поени, го носеше бројот 9. Реков, Крушево е одбојкарски град покрај Тоше, познато славно име тука Јошко Миленковски потекло од овој крај, еден перфектен одбојкар и подоцна селектор, тренер на повеќе селекции. А мене ми изненадува и податокот што во овој одбојкарски град израте, никна и се развива една раковната звезда Филип Талески. Токму така, еве сега би открил една мала пикантерија, имено станува збор за неговиот татко. Во обидите кога се пробуваше да се оформи одново клубот одбојкарски во Крушево, во еден момент дури неговиот татко беше тренер по одбојка. Меѓутоа, судбината решила поинаку, Филип почна малку да се занимава со одбојка, меѓутоа веќе замина во друг правец и почна да тренира ракомет. Секако тука би го спомнал и Јошко Миленковски како едно име, доста звучно, веќе гради интернационална кариера на тренерски план. Сега мислам дека е тренер во не сум сигурен, беше последно во Турција, дури Турција беше селектор на турската национална репрезентација и секогаш кога доаѓа, најчесто тоа се случува во лето, тука го имаме гостин и присуствува дури и на нашите тренинзи, ќе подели некој совет на младите дечина, а во секој случај имаме и негова поддршка, огромна поддршка. И сосема за крај, дали во пресет на роденденот на Тоше планирате некоја спортска приредба или некоја слична тема? Веќе 11 години традиционално, бидејќи Тоше има и влашки корени, во Скопје веќе 11 година поред се организира меморијален турнир во мал фудбал. Веќе од минатата година истиот добива меѓународен карактер. Ние сме во контакт со организаторите на самиот настан, тоа е едно влашко здружение Мандра од Скопје, кој е подпомогнат од општина Карпош и оваа година успеа да го издигнат турнирот на едно повисоко ниво и да добие меѓународен карактер со учество на 8 екипи. Тука првенствено би ги спомнал екипите и машка и женска конкуренција на Нова Градишка, како еден момент кој што се обидуваме да го споиме, имено станува збор за меморандум за соработка на спортски план, со кој што би се поврзале местата на живење каде што Тоше живеел на некој начин. Значи тоа се Карпош во Скопје, Крушево и Нова Градишка, која што за голема несреќа беше општина која што на некој начин беше прва на удар после трагичната несреќа која што се случи во нејзина близина. Значи очекуваме во наредниот период соработка меѓу овие три општини да се продлабочи, секако тука ако не на највисоко место ќе биде и соработката на спортски план.
денеско сонлива песна, ќе долета мирис на цреша, кога пролет ќе расцути в поле, една цреша што мене ме чека. Кога морав да одам им реков се што имам и куќа. Драги гледачи, се наоѓам во манастирот Свето Преображение, каде Тоше го наоѓаше својот мир. Овде ќе имате можности да погледнете и собата на Тоше, каде што често го пронаоѓаше својот мир и кој што сакаше често да останува овде да преспие. Еве и една негова изјава. Мирот се го наоѓам тука. Мирот ми е тука и мислам дека ова е суштината. Нема слава, нема популарност. Славата не ми е битна. Никогаш нема да проаѓам преку живи и лешови за слава, затоа што не ми е потребна. Ја сакам музиката и ова го правам заради музиката, а не заради слава. Овде ми е мирот и знам дека после се ќе завршам тука. Само ветер гласот го слуша и кој ехо се врати пак в душа. Убава песна не сака баш секој и на слава и камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето мина плови сосем мирно без да се срами. Драги гледачи, се наоѓам во кафечот Планет, место каде Тоше знаеше често да доаѓа со неговите пријатели, местото каде се забавуваше со нив и секако уживаше. На моје огромно задоволство, до мене е другарот на Тоше Проевски, Стерули Штеројски. Здраво и како си? Здраво, добро. Денес, како што кажавме, се наближува во сабота 25 јануари роденденот на Тоше. Тоше да беше жив ќе наполнеше 39 години и затоа во негова чест сакам оваа емисија да му ја посветам нему и пред се сакам да се заблагодарам за одвоеното време и што прифати еве да бидеме гости во Крушево и да ги потсетиме постарите и секако и помладите генерации да им го доближиме Тоше со сите оние случаи. Рековме дека нема денес тажни лица затоа што Тоше не сакаше тажни лица, сакаше само насмевки, па затоа во негова чест да го направиме тоа. Кажи ми, како се запознати со Тоше? Малку ми е тешко да зборам за Тоше, ама ќе се потрудам да кажам нешто. Ние се запознавме прв пат на трчање. Тој тогаш тренираше фул контакт, а јас тренирав фудбал. Се уште не беше популарен. Така. И подоцна се зближивте со Тоше, каков другар беше Тоше? Да, подоцна бевме нон-стоп заедно. Секако, како што одминуваја деновите и годините, тој стануваше се популарен и немаше многу време, доаѓаше кога ќе најдеше слободно време за Крушево и секогаш се јавуваше. Така, во една изјава има изјавено дека тој секогаш наоѓа време за неговите пријатели и сака што почесто да го поминува времето овде. А кога доаѓаше Тоше во Планет овде, што најмногу порачуваше? Тоше кога доаѓаше во Планет, тука излегувавме сите другари, со нас исто така. Ние си го викавме пејачот, не го викавме Тоше. И тој порачуваше джин тоник, сакаше да се напие понекогаш. Така. А овде кога доаѓаше и често и пееше, така? Да, често пееше. Тогаш ги земаше слушалките, немаше микрофон во Планет, ги земаше слушалките, се исклучуваше музиката и почнуваше да пее. Овде беше претесно, немаше. Тој секогаш знаеше да ужива и секако и да си помине најубава совест. Па и затоа и како што изјавил дека секогаш наоѓа време за неговите пријатели. Дали тој кога доаѓаше овде се однесуваше како звезда? Дали му сметаше популарноста? Или дали сакаше да зборува за тоа колку тој е популарен? Знаеме дека беше скромен Тоше. Тој кога доаѓаше во Крушево воопшто не се чувствуваше како звезда. Исто така и ние не го чувствувавме како звезда.
од центарот на град, кога доаѓаше со своето возило, од центарот на градот до неговата куќа има 2 минути со возење. Тој си одеше за 40 минути дома, на секој пола метар се стануваше, се поздравуваше со сите луѓе, како сте, добри сте. Им обрнуваше внимание, знаеше да ги насмее. Да, тој најмногу ја сакаше својата фамилија. Секогаш кога ќе дојдеше тука, први одеше дома да се поздрави и секогаш кога излегуваше од дома, одевме да играме одбојка, но тој секогаш се поздравуваше со нив. Иако идевме да изиграме надпревар, но тој ги гушкаше секогаш значи ние не го правевме тоа. За Тоше дознавме многу подоцна по неговата смрт, колку тој навистина хумани дела има направено. Дали ти би извил некоја од нив? Тоше правеше многу хуманитарни концерти, но тој никогаш не кажуваше за ниту еден. После денот кога се случи несреќата, после 6 месеци, за прв пат дојдоа новинари од Босна и тие ни кажаа дека таму кога пел на некој концерт се качил некој на бината и му шепнал дека некој дете е болно, а семејството нема парични средства и тој му кажа на бендот да продолжат да свират, дека ќе се врати за брзо. Тој бил кај нив дома, им помогнал и на никој не кажал ништо. Така, Тоше имаше огромно срце и како што и тој знаеше да каже дека хуманоста да не ја заборавиме и да помогнеме таму каде што е потребно и мислам дека тој пат ние треба да го продолжиме. Кажете ми случка кој што е паметите што ќе ви остане во сеќавање. Случка, еве една на пример, кога бевме 2006-та, Тоше организираше хуманитарен концерт во хотелот Десарет во Охрид. Таму бевме, јас и Тоше бевме сместени во бунгалоите заедно и еден ден влезе да се тушира и ја пееше Конте Партиро и јас ја отворив вратата од терасата и сите беа надвор, уште не беа, надвор беа сите и дојдоа и сите фанови дојдоа под нашата тераса. И Тоше кога излезе, Дали се налути? Не се налути, само се насмеја и ми кажа, шо бреш? И почнаа да викаат, после Тоше сакаме уште. Тој не го очекувал тоа? Не го очекувал, јас после затвори вратата. Така. Да, има изјавено, знам дека сум слушнала дека тој често знаеше да си запее и по туш, па еве и вашата случка што се случило токму тогаш. Дали кога тој беше надвор од државата се слушавте? Дали знаеше да звони или да испрати некоја порака? Да, тој кога беше надвор од државата, праќаше порака, да. Кажуваше кога има слободно време за да дојде за Крушево. Секое слободно време го користеше да дојде во Крушево. Еднаш имаше концерт на Цетиње, заедно со Бојан Маровиќ, и таму концертот траеше до 3 часот на Сабајле. И сите му викаа, Тоше, остани да преспиеш, па ќе си одиш утре. Тој, од што сакаше многу да си дојде во Крушево, возеше, уморен од концертот, возеше цела ноќ и за да се врати дома. Така е една голема доблест од негова страна. Кажете ми, дали ние го почитуваме делото и ликот на Тоше или треба да мислиш дека треба многу повеќе да направиме? Дека не само на дата и денот на трагичната смрт да се потсетуваме на него? Јас сум многу изреволтиран заради тоа што сите медиуми во Македонија доаѓаат во Крушево само на 25 јануари за неговиот роден ден и на 16 октомври. Значи тоа не е доволно. Недоволно се пуштат неговите песни, за разлика од кај нас во Хрватска, во Босна, во Српија, секој ден се пуштат барем по 10 пати дневно на сите телевизии нивни.
Така да треба ова малку и да го поправиме затоа што како што кажавме, Тоше има само дата на раѓање и неговите песни навистина треба да се пеат и на едните генерации да им кажуваме кој точно бил Тоше, затоа што како што кажа и ти, Тоше тоа го заслужува. Како го чуваш ти Тоше од заборав? Јас го чувам кај мене во мојот дом. Тоше е во сите соби. Имам слики од Тоше во сите соби. Секогаш свири музика од Тоше. Каде и да се појавам, секаде зборувам за него. Исто одбојкарскиот клуб Синалко, исто го чува неговото име, пошто тој го формираше одбојкарскиот клуб. Тоше живее помеѓу нас. Да, Тоше живее помеѓу нас. И многу му благодарам на Господ што сум се родил, што сум живеел во времето на Тоше Проески. Боже, не ми треба ништо друго, тук сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се вратим, чуваја од зло, да нема никој свој. Боже, Овде позади тебе ги имаме и фотографиите од Тоше, па да ни објасниш каде на секое место е Тоше. Нешто ми спомена дека станува збор за кога се враќа од Евровизија, изненадување за него, па како тој реагираше? Да, тука е првата слика од Евровизија. Тој 2004-та. Тој кога доаѓаше не очекуваше дека ќе му направиме толку голем пречек. Се собра целиот град и од другите места имаше, надвор од Крушево. И кога дојде, кога излезе од колата, тој само вака ги стави рацете и се изненади многу. Изненадено. Да. После имаше од основното училиште, има спремено песната евровизиска, па имаше разни настани. Добро, секако Тоше тоа го и заслужи едно изненадување за него, по се што тој направи за нас. А втората фотографија? Втората фотографија е од 2006 година во хотел Десарет во Охрид. Тоше организираше хуманитарен концерт за манастирот Свето Преображение во одбојка. И тука сме сликани на кога излегувавме на забава. Така. Подоцна во другата слика е фотографија од тука од Планет, така друштво? Од друштво, да, во Планет. Првата слика таму со гитарата е од Прилеп од викендицата од неговиот братуче. Втората слика е тука во Планет, во кафичот со пријатели негови. Познаници. Да, познаници. Исто и таа горе кај што е со микрофонот, кај што пее. А тука четвртата слика е со бас. Уште бас кога беше мал. Се уште е тука бас. Да. Тоше беше неразделен, така? Да, неразделен беше од бас, нон-стоп. Кај одеше Тоше и бас одеше. Така. Да. Ова можете да снимате. Тука е дуката Тоше мална со бокс и се потпише на една журка за Свети Јован. Мислам дека беше на песна од Харис Џиновиќ. Не се сеќавам баш која беше точно. Тогаш во добро расположение емоциите завладеа, па така и тоа го направи. Да, беше во одлично расположение, музиката во Планет беше исклучена, овде беше преполно, се тресеа терасиве од кафичов и така, во еуфорија. Оправдано. Кажи ми, каде Тоше најчесто седеше кога доаѓаше овде? Тоше најчесто седеше тука, тука порано беа сепариња имаше и секогаш беше на ова сепаре.
Јас сакам да се заблагодарам на вистина за одвоеното време и што прифати веднаш по мојата покана. Ми беше навистина огромна чест и задоволство што можев да седам со тебе, другарот на Тоше. Навистина си имал среќа што си го познавал Тоше и што сте биле блиски пријатели. Чувај го, како што кажа и ти, од заборав, а ние да се потрудиме да не го забораваме. Ти благодарам што беше дел од мојата емисија и што беше дел од мојата желба за оваа емисија да му ја посветам токму нему и што еве ни кажа неколку случаи за Тоше кои што еве ние ќе ги пометиме, кои што досега не сме ги знаели. Ти благодарам уште еднаш. И мене ми беше драго исто. Нешто мислам дека има многу работи што пропуштив да кажам, што треба да се кажат, ама се надевам дека ќе има нареден пат. Секако со задоволство. Ти благодарам уште еднаш. Probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Da te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja što se baš na nas zaljepe. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze ništa ne ostane, samo još vučem navike. Крушево, секојаш ќе напуцаќа на Тоше. Овде Тоше се уште не достига. Времето не ја лечи болката, само човек се навикнува да живее со неа. Тоше беше и ќе остане еден добар човек, човек со огромно срце и талент. Ни покажа како треба вистински да се сака љубовта, дека нема граници и треба да што повеќе и повеќе да помагаме на луѓето кои што имаат потреба, да не ја заборавиме хуманоста. Затоа денес, драги гледачи, да немаме тажни лица на нас, бидејќи Тоше сакаше само насмевки. Затоа оваа емисија посветуваме токму нему, затоа што Тоше имаше само дата на раѓање. Затоа за Тоше, за вечност.